Министерот за здравство призна дека доцни скринингот на учениците кој го најави пред речиси 2 недели. Методологијата за тестирање на 8200 ученици била подготвена, а од утре ќе се бара писмена согласност од родителите на учениците, на кои ќе им се прават брзи антигенски тестови. Филипче уверува дека веќе од следната недела ќе започне земањето брисеви на ученици од основните и средните училишта. Моделот за скринингот е готов. Закаснивме една недела. Требаше да започне скринингот оваа недела, претходната да биде завршен, меѓутоа нешто подолго потреа анализата на бројот на учениците по училиште и во основни и во средни. Така да се огледа на тоа што е сега готов, методологијата е спремна. Од утре ќе започнеме да бараме заедно со Министерството за образование писмена согласност од родителите. Иако бројот на ученици во Македонија е околу 240.000, здравствените власти одлучија прво да тестираат мал дел, односно 8.200. Дали ќе го следиме примерот од другите земји, каде сите ученици се тестираат барем еднаш во неделата, ќе покажат анализите по завршувањето на скринингот. Филипче вели здравствениот систем има капацитет за тоа, но за следните чекори ќе се одлучува подоцна. Откако беше најавено дека ќе се тестираат дел од учениците, повеќето лекари реагираа дека бројката е премногу мала и не може да се постигне никаков резултат. Дел од стручната фила смета дека за да се направи анализа дали има трансмисија на вирусот во училиштата, потребно е да се направи тестирање на минимум 50.000 ученици. За разлика од нас, во Грција учениците се тестираат 2 пати неделно, во Словенија еднаш неделно, а во Турција 2 пати во неделата тест мора да прават и наставниците кои не се вакцинирани. И во Канада сите ученици се тестираат еднаш во неделата на трошок на државата.